Ајде, добро вечер, пошто иде навечер емисијава или добар ден. Гоце, како си, шо през, добар ли си? Што има ново, од кога се договараме? Не сме снимале ништо. Брат, јас сум супер. А малце сум така настинат подолго време, пошто многу е лош вирусот. Иначе сум се супер. Се договаравме никако да се погодиме. Јас со врски, ти со врски со снимање. Ама еве се погодивме конечно. Да, се погодивме, таман сега ќе си направиме некој муавет. Кажи ми, од кај да почнеме? Од кај сакаш? Од почеток. Од почеток, сега ми кажа, пошто еве те зијам од аеродром, и ми кажа дека си растел од керамидница. Да. Дека таму ти било детството. Кажи Да. ми, што сте правеле, како било тогаш, како е сегаш? Многу поразлично е од тогаш до сега. Тогаш ги немаше ни социјални мрежи, ни компјутери, да кажам, не беа толку во експанзија, ги немаше, уствари. Не ги немаше во експанзија, него ги немаше апсолутно. Интернет, И ништо. Ништо. Значи, се седуваше на малски игри, на фудбали, на џами, на народни, Брканици. на брканици, на жмурки, на долги магарици. Тоа било детство. Да. И јас сум го фатил тој период, да ти кажам. Да. За жал е сега малце поразлично, не малце, туку многу поразлично. Децава не знаат за тие детски игри, не знаат да се дружат исклучиво само на интернет игри, пред компјутери, пред лаптопи. И тоа е за мене нездраво детство. Ние имавме супер детство. Да кажам одлично. Дефинитивно. Се бањавме во Вардар, стандард, нели? Си правевме скокалница во Декемзата. Чист беше таму тогаш Вардарот? Па не беше чист, до 2 сат не беше чист никако. Ние после 2 се бањавме, усвари после 2. Кој гледал саат, него реално до тогаш работеа комуна работеше. 11 октомври беше многу загадено, да кажам, тој дел од таа страна. Пошто повеќето канали се таму, овие за фекалии што се. Аха. Ама кој ти гледал тоа, битно се бањавме. Не беше убаво. Не. Се забавлявме од оваа страна, кај што МЗТ сака што направи овој парков нови од Фонтанова. Аха. Тука имаше бавчи беа. И луѓе имаше што садеа тука пипер, патлижан, краставици, оно. И ние од плажа од другата страна, од оваа страна, да јадеме, па се враќавме назад. Не дека од таму немаше, и од таму имаше. Много Луѓе што садеа. поинтересно било од другата страна. А кажи ми, аеродром тогаш бил писта, а? Немало ништо. Па По реално принцип. не. Овие згради сега што ги имаше и тогаш. Овде ни беше три бисери, ни беше искачанки и тоа дружби. Тука Овде било излегува- жижат. Да, три бисери беше стварно у тоа време актуелен. И тука и преку Вардар поминувавме исто. Се оплакавме од другава страна и доаѓавме овде, изигрававме фрајери. А имаше ли тепачки тогаш? И како немало. Од аеродромци со аеродромци. Секогаш имало. Секогаш имало. Дури и на скокалница не им дававме пошто ние ја правевме. Аха. Не им дававме да се бањаат на наша скокалница. Знаеш, пошто ние сме ја Да, правеле. нормално. И ние кога ќе дојавме од оваа страна, реално исто не напаѓаа. Па, Ама тоа беа, да кажам, ферплей типачки. ферплей, со, Да. со раце, со голи Со раце. раце, да. И пример ќе се најдеш од диско, у тоа време уманат у Мусандра, не знам, тогаш имаше лавиринт едно Да. диско. Ќе се најдеш, па ајде или ќе се смириш или ќе се дотепаш, не е важно. Битно имаше тој уличен бонтон, го имаше, да кажам, фраерски бонтон. Сега Да. веќе тоа го нема. Сега ножеви, пиштоли, Сега, игра. да, сега е катастрофа. Се е катастрофа, реално. Сите те прашуваат у интервју кога ќе идеш, одмат се фаќаат за коцката. Мислам, досадно е више тоа. Ќе кажеш некои 2-3 збора, ама не сега. Јас сам да те прашам, пошто ти имаш долга прича, еднаш ми ја раскажа мене. Ако сакаш, можеш да збориш и тука за твоето патешествие до Австралија и назад. Абе, реално, многу малку луѓе го знаат. Мислам, тоа го знаат луѓе што ме Што познаваат, те што ми се познаваат блиски, лично, да. да. И Кое време нема- се случувало? 2016 година, 2015 ми се родија децата. Мгм. Јас не можев да одам за Австралија затоа што имав судење овде, имав проблеми, не можев да извадам листи за неосудуваност. Имав многу проблеми, имав. Тогаш бев баш у јакото. Жижат. Да. И реално не можев да заминам. И пробав да барам 2 пати виза, ме одбија за виза.
па се одлучив на еден друг чекор. Ненормален чекор, да кажам. Што не би го направил тоа денес? Никако. Никако, ни улудило тоа да би го направил. Ама знаеш, тогаш ми фалеа многу децата, беа многу брзо родени. 2 месеци беа, не ги гледав само На камера. на камера, на интернет. И беше, да ти кажам, наискрено многу мака. И се одлучив да најдам некој Начин. некој чаре, да земам нешто, да направам, тоа беше да земам пасош бугарски, фалц, се разбира. И за дивно чудо на тој пасош веднаш онлайн аплицирав. Бившава сопруга моја аплицираше и веднаш ми одобрија виза на пасошот. И ми одобрија на 12 мај. Јас веднаш Пакува куферите да, и поземив пари, тргнав на петок 13. 5-13. Да. Летав од Скопје за Истанбул, Истанбул, Банкок, Банкок, Сиднеј. И по моја вина, нели, нормално, наместо да дадам на гет во Банкок, на аеродром за да влезам на авион за Сиднеј, наместо да го дадам бугарскиот пасош со визата, јас го дадам македонскиот пасош. Не се слагаа визата и пасошот и веќе имаше тука гет, на гет што стоеше, што го сликаше пасошот. Па се малце конфронтиравме околу сликањето и така натаму, ама ми извади значка човекот и јас додека летав фактички 11 часа од Сиднеј од Банкок за Сиднеј, они веќе го провериле пасошот и број и ово и она, само веќе кога се појавам на аеродром, кога слетав со вајлето во 7:30. Драма? Да. Не тргнаа веднаш на страна. И чекав да дојде некој од Камбера, требаше да дојдат некои луѓе за да го испитаат пасошов реално. Некои професионалци. Да, тоа беа бидејќи се погоди недела и тоа дополнително го пролонгираше седење во моје на аеродромов, да, чекањево. И установија уствари дека е фалц пасошов и одлучија да ме затворат, да ми дадат притвор, миграционен притвор се вика. На самиот затвор. Не во аеродромот, тоа е надвор од аеродромот. Во Сиднеј тоа миграционен притвор го викаат и се има таму пример сите што им поминале визите, што биле на црно таму, што направиле програш. Тие што се чекаат да ве депортираат. Да, тоа е како затвор за депортација, за мигранти уствари. Да, за мигранти. Да. И таму ме држа 3 дена, 4 дена, чекав да одлучат дали ќе ми ја префрлат визава на македонскиот пасош поради децава. Значи само поради ќерки ме требаше да ми ја префрлат визата, ама не се случи тоа, одлучија да ме депортираат. Поради начинот на кој сум се одлучил, нели, да одам таму, да. И ме чуваа 4 дена таму, како летав за Австралија, така ме враќаа назад, реално. И кога слетав во Банкок, ме тргнаа на страна. Јас имам веќе карти, ми ги дадоа картите во Сиднеј, ама не ми ги признаа овие од Тајланд, да. Не ми ги признаа картиве, ме тераа да купам нови карти. И ме затворија во затворот доле во нивниот притвор, што е миграционен исто за депортација. Тоа е хаос, а? Да, тоа е. Нашиве затвори се Мериот. Нашиве затвори се, не знам што е научна фантастика за тоа. Единствени затвори кај што немаш никакво право, нити на преведувач, нити на адвокат. И си озвилно загрозен. Значи, во тие затвори нема играчка. Имаше, мислам, те фати паника, страв, нешто? Па не, нема страв реално, туку најдов, знаеш, моја голема среќа што најдов на човек што веќе 3 години е таму. Човекот беше од Палестина, од Газа. Тој чекаше азил за Холандија. Некој го поучил дека треба да оди во Обединените нации во Тајланд да бара азил за Холандија. Тој имаше сестра во Холандија. И човекот ми помогна многу. Само тој имаше пасворд од аеродромско Wi-Fi. Само он имаше таблет внатре во затворот, да.
Значи он више се Пошто е снашол корумпирана држава, покорумпирана држава, ја мислам дека не постои на светот. покорумпирани од наша? Нашава е играчка, што збориш. Значи, Еј, нашава е за машала. Они се стварно, значи, од прв до последен полицаец таму е. Од најнизок корумпиран. ранг до највис. Да. И он веќе си имал Конекција. дал со нив, да. И секоја услуга ја наплаќаш. Значи, телефон да ти даде да се јавиш. За други. Да. И ама, знаеш, кога влегов уште, ми понуди дел од другиот кривечој до него, пошто друго беше многу прљаво, многу беше катастрофа. Само не сакав, ше ја сум во принцип, да кажам скромен, не сакав да му досагам на човеков. И викам, не, вечерва ќе преспијам. Имаше кај нас со чакални беше ги има по болници, знаеш тие портокалови едни такви. Да. Да, имав торбица една, само ми ја дадоа со мене, имав книга една внатре. И првата вечер, да кажам, преспав тука. За моја несреќа донесоа неколку луѓе за депортација од Јужна Кореја за Индија, индици беа. И јас поима немав дека тие луѓе уствари имаат некои ритуали со некои жвакање на некои треви, жвака, нешто им беше, тоа не знам. И значи кантата за ѓубре беше позади мене вака, да кажам на 4-5 метра. Аха. И 5 пати стана тој тука плука, ова тоа. И тоа ми беше многу одвратно и го поменив еднаш 2 пати. И пак се повтори исто и станав и го гурнав натре во келија, вака што спија они уствари. И пошто не спија, они зборуваа ностоп, што се десило, како се десило, пошто не ги разбирам нели зборот На нивни на јазик. индиски, да. И кога дојде ред да се соблеча за да се легнат, нели, да спијат, као, така, почна се ширија реја една, која полуден дечко од Палестина, овој, пошто беше исклучително чист човек, кој почна да им вика. Он бидејќи 3 години таму научил неколку збора што се вајда индиски и го разбира и ги натера да влезат да се измијат и нозе и раце и се. Ги натера да се избања. Да. Реално ги натера да се измијат за да може да спијат, пошто многу лошо мирисаше. И од утре дента почна мојата голгота, да кажам, таму во тој притвор. Не ме пуштаа да заминам со летов што ми беше, ме тераа да купам карта со Thai Airways, која беше многу скапа, околу $3,600 беше картата. Те обврзуваат со нивна компанија да леташ. И беше многу скапа картата. И викам, многу е скапа, викам, а до кај летат тај? Викат, летат до Франкфурт. Викам, од Франкфурт како ќе си јадам дома со точак? Тој ме гледа, вика, стиска раменици, знаеш. Викам, не ја купувам оваа карта, ќе чекам нареден лет кога има. И они ти кажуваат, имаш тогаш Доха, имаш тогаш Етихад, имаш тогаш Аустријан, Туркиш и така натаму. И во неколку наврати зимав карти. И кога ќе дојде ред за да те вадат на гет, саат и пол пред да те извадат на гет, те викаат и на телефон и ти кажува на телефон дека не те прифаќаат на лет Туркиш, Етихад, Доха. Аха. И јас се изнервирав. Последниот пат кога ми кажа, третиот пат, четвртиот уствари со Туркиш. И јас ја лупнав слушалица, и јас како ја лупнав слушалицата, имаше полицаец тука. И свади полицата за да ме удри. И он замавна до душа, ама се потрнав малце, ма фатив полицата и го удрив еднаш. И уште еден излезе од другата канцеларија и него го удрив. И тие имаат паниктастери, нели? Да. Стисна паниктастер, дојдаа тие имаат специјална единица нивна. Значи ме скрши од ѓудек. Како да ти кажам. Ме згази од мања. Без милост. Да. И ме ставија 11 дена во самица. Без телефони, без Ништо. И човеков од палестинецов, ствари,
на врата ми чука на вратава, јас ме врзани за раце и за нозе вака. Чучнат во услови мизерија, значи со буба шваби, со инсекти, со вода, баш кај беше пуно тоа самицата. Че е само да те помеснам, бе. И палестинецов почна да ми чука на вратава и ме вика, кажи ми број да ја пишам на жена ти, за да се јави на амбасадора ваш во Кина. Аха. И му кажа бројот и пиша на бивша жена моја, се јавила на амбасадоров за 20 минути. Ме побара амбасадоров, не се сеќавам, мислам дека Зибере, не знам како се презиваше човеков, албанец беше, не е важно. Се јави за 20 минути, ме извадија од самица и разговарав со човекот, ме прашуваше што се случи, како се случи, му кажав. И вика си направил многу голема грешка, сега ќе дојдат обвинители таму суди и ова, она. Немој ме вика само да се потпишеш. Ако се потпишеш, утре ден да те префрлаат во локален затвор во Банкок И толку од тебе. нема да те извадат никогаш. Никој не може да ти извади од таму. И вика, јас овие се викам многу корумпирани, ќе пробам нешто да договорам. Ако успеам, ќе биде добро, ако не, не ти ветувам ништо. И рече, ќе те барам за 1 час, ме вратија пак во самица. Ме побара за 1 час, вика началников не можам да го добијам. Ќе се чуеме утре, они во меѓувреме веќе дојдоа овие обвинители што за да ме испитуваат и за да го потпишам уствари, да потпишам изјава дека сум направил кривично дело. Аха. Тоа што ти рече обид за човекот да не убиство. потпишеш. Да, обид за убиство на службено лице и така натаму. И кога се појавија на врата, ја кажав дека не ги разбирам што разговараат. Инсистирав да дојде преведувач и адвокат. Вика, во оваа држава ние кажуваме какви права имаш ти овде немаш никакви права. Не те присилија да потпишеш ти? Не. Они ме присилија, имав 20 луѓе со автоматски пушки околу мене. И они мислеа дека валјда ќе се уплашам нешто па ќе потпишам. Ама не потпишав, затоа што го послушав амбасадоров. Морав уствари да го послушам за да се спасам едноставно, да. И откако помина тоа видео дека нема фајда, дека нема да потпишам, во меѓувреме утре да се валя рано се слушнал со началников таму на полиција. Договориле да платам $15,000 кауција и дека ќе ме депортираат веднаш со првиот лет. Само чека одобрување од Аустријан, пошто Аустријан беше нареден лет за во рок од 24 часа. И чека одобрување, ме прифатија Аустријан со придружба со полиција само. Вака сам не ме прифаќа, пошто нели имаш кривично дело напад на службено лице. Не знам, ради безбедности причини најверојатно. Да, се плашам. Да. И ме прифатија на лет. Утре дента ми извадија на гет. Имав една ситуација непријатна со еден полицаец таму. За да имаат луѓе да им се направи слика реална колку се корумпирани полицајците таму. И во лифт се качуваме од стола од притворот за горе на гет да ме качат. И полицајцов ми бараат $10 за кафе. Обичен полицајец. Обичен, да. И пошто бевме сами, овие други не чекаа горе. Мораше да доаѓа и тој што беше, валја командир беше на станицава, сам што беше надлежен и беше. И он леташе со нас за Виена. И ми побара $10 за кафе. Јас викам, одврзи ми ги раце, за да можам да ставам раце во джеп. Добар. И ја бев многу безобразен. И се облеков фармерките. И му викам, ако знаеш добро да пушиш, ќе ти дам 20. И тој почна да ме фаќа, да ми ги врза раце, ти си ненормален, ти си таков идиот. Ова тоа и не е битно, помина тоа. На гет горе ги малтретирав, уште пола сат пушев цигари во соба за пушење. Ме
качија на авион и кога дојдов веќе во Виена беше сосема поинаква приказната. По нормален свет. Да, да. Веднаш имаш Цивилизиран. пристап поразличен, не ги интересира, значи не те врзуваат. Ме однесоа во просторија една нивна, кај што ги носат дели сите. Да. И ми кажа, овде имаш цигари, овде имаш кафе, Овде ако ти се веќе. јаде нешто, да, ако ти се јаде нешто, кажи. Ја толку имав сат и пол имав долетов за Скопје. Мгм. И кога стигнав во Скопје ми бараа изјава, не дадов изјава. Заминав дома, затоа што бев многу и повреден, И и истоштен. нервозен, и истоштен бев. После 16-17 дена прибирање дома бев катастрофа, значи. Не испан. Без енергија. Да, нула. 0%. Енергија нула, да. И ама помина и тоа, го пребродив и тоа, да кажам. Да, ба, Бога ми имаш доста работи поминато у животот. Да. Па после тоа се случи и овде, нели, проблем. Протести ве кога? Да, да. За шо беше? За бугарскиот предлог. За францускиот, така? Па да, за Да, Бугарија за да ги Бугарија метнат да во го уставот. Да. устав, да. Да, и тогаш ме затворија. Кога демек сум нападнал полицајци, Тоа немаше везе или? па немаше везе нормално. Јас си одев до душа на протести, ама Нормално сите никогаш не го прав. Никогаш не прав проблеми. Од кај излезе тоа, па и организатор на група ме ставија на 14 луѓе. И баш сакаа да ме наместат. Да те наместат, да. Да. Идеја на варијанта да ме наместат реално. Ама се спасив и од тоа, да ти кажам. Тоа беше претходнава Деф- влада, ако не Да, се да. лажам, да? Да, тоа беше идиотизам, тоа не беше. Да, тоа беа циркузанти. Тоа беше според мене. циркузанти, дали беа циркузанти они? Шарлатани. Шарлатани баш. Значи да те затвора за дело што не си го направил, а при тоа апсење мислиш дека не знам каков терористички акт имам Холивуд. направен во држава, да. 15-20 души дојдоа на клиника, јас сум мајка ми е почина, да Бог да ја прости. И некои испитувања правевме за вези карциномов што го имаше. Мгм. И кои јас ги познав веднаш кога влегоа, многу добро ми се познати тие фаци. И само и реков на мајка ми дека ќе ме приведат. И мајка ми кажа, зошто? И реков, ќе ти кажам, јави се само на сестра ми да те земе. И сестра ми не можела да ја земе и ја носела некоја полицајка. Мајка ми рекла да почека да за резултатов да го земе, не, вика, ќе си дојдете утре, ќе си го земете резултатот. До толку дрско? Да. И при тоа, нели ме уапсија, ме однесоа во насилен, за да ми стават 5 дела на врат, организатор на група, учествува толпа, не знам, напад на службени лица. Терорист малтене. Да. И ме спремаа сериозно за намештајка, мислам, од највисок ранг. 4,5 сати ми испитуваше АНАБ, без никаква потреба. Прво по делата, јас немам допирна точка со АНАБ. Мгм. Нити сум планирал да загрозам држава. Јас тоа што сум одел од патриотски причини. Нормално. И одев затоа што си ја сакам оваа држава. И пак би одел ако треба. Не Дефинитивно. може никој да ме поколева или да ме спречи, никако, во никој случај. Сраме за нив, за институције, сериозен срам. Да осудиш луѓе што си ја почитуваат државата. Да. Ми оваа прилика ќе искористам да кажам дека уставобранителите треба да бидат на слобода затоа што Веднаш треба да не бидат се слободни. терористи тоа е све намештајка, Јас бев сите знаеме. И тогаш бев јас на 27 бев. Само се е Божја волја, знаеш, закастив малце. За да не Да, за да не одговарам. Значи све се случува со причина. Да.
Гоце, ајде да малце да ги разведриме темиве. Пред некое време славеше 25 години кариера. Кажи ми малце околу тоа, како иде, што иде, има ли музика тука, пееме ли, негде настапуваме ли? Па, да ти кажам, Што преферираш да пееш? Колегите како се со нив? Колешките? Значи, 26-7 години сум со музикава, мислам со музикава, сум од дете, туку 26-7 години Како сум, активно професионално пееш? професионално сум 25. И затоа минатава година на 12 јуни правев концерт во Девар Мала. На Боемска? Да, и не случајно е Девар Мала, и не случајно е Боемска. Затоа што Која е поврзаноста? па поврзаноста е, јас сум човек што почна да пее кафани. И, Па да, таму и е. свадби, да. Збирот на кафаните Да, на она. значи, почнав да работам кафани и излегов од кафана. И реално зборам, цел живот ми поминал кафана. И затоа одбрав Боемска. Кафана е моја судбина? Баш така, да. Да, и реално се што направив од кафана и се што направив за кафана. И се уште работам кафани. И нема да престанам додека можам да работам, ќе работам кафаните. Ја не сум концерт мајстор, како што глумат некои колеги и колешки мои. Одат у Австралија, пеат у кафана, концерт, каков концерт и што концерт имаш ти? Какви концерти? Концерт се прави у Опера Хаус, не се прави у кафана. Кесует у кафаната, има еден у Мелбурн. Сега да не ги редам, има милиарда такви кафани, кај што пеат, зборам, тоа се собири, тоа не е концерт. Да, Ти пееш на собир, македонски собир, или пееш балкански собир, некој кај што има срби, кај што они викаа дека пеат на концерт. концерт мајстори станаа, човече. Мислам, тоа е за Абсурдно е. стварно е абсурд. Да кажуваш дека пееш концерти, а ти пееш у кафана на 500 луѓе. Реално. Или на 200 луѓе, или не е важно. Кој не ги знае, скапо ќе ги плати. Да. И овде се прави фама, да ме одиме за Австралија, концерти работиме. Ова концерт, на времето биле концертите, кога одеа покојни Војо Стојановски, Васка Илиева покојна, и Александар Сергиевски, Танец, кога одел на времето, тоа биле концерти во Опера Хаус, не концерт да правиш ти, да му свириш на некој удвор, онде. Мислам, тоа е... Не, и сега, например, Next Time Сладкаристика беа направија концерти, да, во клубови, свет, мислам, Клубови, Така, сепак да. се клубови, тоа дискотеки се. Тоа се дискотеки, тоа не, тоа, види, тоа се е само концерт не е. Реално. Затоа што кој има толку репертуар, кој има толку песни, реално хитови за да направиш ти концерт свој. Ти можеш да ги промовираш песните, а не дека луѓето ги знаат песните. да, Ме разбираш? само има разлика од овие јас што ги спомнав со тие ти што ги Да, што алудираш, да. Види, се е до менаџерството. Да, и се е Значи, маркетинг. се е маркетингот. Маркетингот зборам во било каде, во Америка, во Австралија, секаде, е, да кажам, за таму е супер. Да, Ме разбираш? За таму си е супер и супер поминуваат, да кажам, тие што одат. Ама има од овде сериозни колеги и колешки, еве што ги спомна Next Time, се има многу, што си имаат и менаџери, што знаат да го изменаџираат. знаат како функционира сето тоа. И можам да кажам, иако се пример во клубови, нивните настапи се концерти, затоа што сите песни, без разлика што се препеани песни. Да, Им ги знаат песните. Значи Така е. песните ги пеат сите, од најмало до најстар, сите ги знаат песните. така. И многу е важно, еве како ДНК, како ќе ги спомнам нив, што ти правиш концерт, значи од дечиња од 13 години, од 10 години, неважно, до 50 на години, сите ги знаат песните. да. И Да. тогаш можеш да кажеш дека ти прави солистички концерт. И јас направив концерт, да кажам, боемски концерт, кафански концерт. Ја мои песни пеев многу малку. Тие што ми ги знаат 3-4 песни, тие ги пеев. Не можам јас да пеам песна што ни чуена, ни видена. Мислам, убаво е да промовира своја песна. Да, ама Ама гледаш кога- да пееш тоа што бара народот. Тоа е тоа. Реално треба така да биде и треба секој така да прави.
Дефинитивно. Да, иначе за колегиве, кога ме прашаш, јас сум со сите скоро супер, немам проблеми со никого. Еднаш имав една ситуација со некој Јордан Битев, јас тој не го познавам кој е. Аха. Ама јас реагирав на негова изјава. Тој снимаше некој дует со Мулика тогаш беа со нето. И но имаше статус на Фејсбук дека сите што пеат свадби се неписмени музичари. Аха. Он така напишал? Да. И јас се јавив на еден портал наш македонски. Кажав дека ние ако сме неписмени што работиме тезги и свадби, тогаш тој Јордан Битев е цреп. И тоа излезе, знаеш, Вирално. да. И вестници почеа да пишуваат, почеа на наслови да не ставаат со боксерски ракавици, со ова, со ова. Као фајт. Да. Реално многу ти ако имаш нешто со колегите, ќе ги именуваш со име со презиме. На нив ќе им се увредиш, ти не можеш сите да ја ставаш искуш. Така е. Као јас сега со него имам, сега за сите да зборам. Да, генерализира. Многу е, мислам, неблагодарно е. Колеги сме сепак, се знаеме. Баш кај јас сум некоја година почнат пред него, разбираш? Да. Јас исклучително ги почитувам постарите, повозрастни колеги. Сите. Нормално. А од колешките? Од колешките живеам за дивно чудо со сите, само што има нели некои работат повеќе, некои работат помалку. И се начинот на работа не би сакал да го коментирам, затоа што има некои што работат мизерно, да кажам. Да, мешаат баби и жаби. Да. Ти не можеш, мислам, за тоа е криво, генерално криво е... Пак народов. Да. Не научивме да слушаме музика. Значи, ние немаме нарав. Ние сме, да не претерам, 75% луѓе што не разбираат музика. Реално не слушаат музика. Гледаат музика. Значи, кај нас реално многу малку луѓе разбираат музика вистински. И многу малку луѓе разбираат кој колку знае да пее. Среќа излегува некои емисии, сега па почнаа нешто. Сите станаа пеачи, сите станаа жири комисии. Да, добро, сега се сите и инфлуенсери. Да. Мислам, све е испомешано. Гледам, не знам, некој фитнес, па е инфлуенсер, некој бербер, па инфлуенсер, мислам, не знаат што... Има, види се. Не си се задржуваат. Патот до успехот е многу тежок, ако го газиш реално, сурово. Најлесно е да бидеш, не знам, полесниот пат. Да. Или мора да си геј, дали да се представиш како геј, за да привлечеш внимание, или треба да си, не знам, старлета нешто, такво нешто. Да. За да исто привлечеш внимание побрзо на себе, за да нели почнеш да функционираш. Ама гледај, у задње време можеш ти многу лесно да привлечеш внимание, свеш. Него битно е да имаш влијание. Внимание е многу лесно, секој може да стигне до внимание. Да, ама немаат со секаква глупост, свеш. Да, реално немаат влијание, никакво немаат. Само изиграваат, како да кажам, циркузанти е тоа. Вистински збор е тоа. Патот до славата е тежок, многу тежок. Од славата до дома уште потежок. Уште потежок, зависи што пиеш. Зависи што пиеш. Ја изгазив многу тешко, изгазив сам, реално. Без никого, без ништо, се што направив во животот се сам направив. И степ бај степ, што викам, baby steps. Се постапно, значи се беше малку успорено, ради ситуации животни што ги имав, ради, пак ќе спомнам, ради Комаров, сега да не ја црниме цело време работава, туку, се беше така, да кажам, реално, не беше ништо вау, преку ноќ да плаќам новинари, да ги частам новинари, да пишуваат како јас сум, не знам, Наум Петрески и така натаму. Наум Јекум, иначе морам да го поздравам. Да ти прават пиар за да отскокнеш, мислам, тоа е лесно одма. Све се плаќа, со пари све се може. И реално, јас кога почнував, се почнуваше на фестивали.
реално се почуваше на фестивал, ако се појавуваш на фестивал, може и ќе те забележи некој, може би, знаеш, со секој настав, со секоја песна слушаат, има луѓе што слушаа тоа време. На кој фестивал си учествувал? На сите. Макфест си учествувал? Не, Макфест не. Не? Зборам за фолк фестивали. Аха. А на фолк фестивали имаше луѓе што реално си ја работеа работата баш како што треба. Сега, како што кажавме, имаш инфлуенсери, не инфлуенсери, имаш фитнес инструктори, не фитнес инструктори, имаш пејачи, не пејачи, пејачки, не пејачки, па и новинари, квази новинари, што врска немаат од музика, а имаат, нели, емисии водат сега, во последно време има актуелни на една телевизија, емисија, а човек што врска нема од музика. Допрена точка. Да. А кога ќе влезеш во емисија, ти вика, ова е најдобриот пејач. Да, те разбирам. Значи, и не е тоа од сега. И претходно имало исто. Имало и претходно такви испади. Ама не биле... Не беа. Имаше стручни новинарки. Сега ги, да не ги спомнувам, има многу такви што разбираа музика, што знаат што е добар пејач, што знае да те оцени, како пејач знае да те оцени. Дали те бива или не? Да. Сега реално е, па поготово со вирално, со ова, Да, сега секој може. Можеме сега некој... Сега портали има, знаеш што, за муабетиве сега резил ќе не направат. Па, реално ќе не направат резил, предпоставувам, нели се е на хейтање, се е, знаеш, да, ама се па не, ако добро. Не нека си зборат што сакаат сите, може да се. Ние не се замараме воопшто. Туку сега скоро имаше Игор Джамбазов една многу добра работа. Откаде толку хейт? Зошто толку омраза? Не се познаваме. Има луѓе примери што те познаваат, што те баш знаат и што те хейтаат. Па да. Као вика, имаше една тој, ја ќе си се пазам од непријателите, ама чувај ме од пријатели. Да, баш така. Пошто сега змијата не вика не каса него. Ти вика брат, кај си бе, другар, кај си се, што е. Реално е се сведено на ударање по раменици. Да. Ќе те гушка, ќе те... А никој не ти мисли добро. Никој. За жал, у задње време... Во такво време живееме. Да. Ти има луѓе што ќе им помагаш и не знам што да направиш за нив, пак ќе се обиде да ти искористи. Да ти искористи. Пошто сите те гледаат реално од кори сега. Тоа е. Такво време дојде. Јас на колегиве, знаеш како им викам? Нас не врзува интерес. Сега имам нов бенд, да кажам. Јас работев со нив пред 20 и една година, 22 година. И ама тогаш ја прекинавме со работката, ја почнав веќе сериозно да се тргам од музикава, од работава, ради X причини, да. И тогаш ја прекинавме со работката, они си продолжија си работеа, се пак повторно сме заедно како премиер, Гоце Пејковски премиер. Они се супер музичари, топ бенд и секоја нели повторно се седнавме да разговараме као дали ќе сакаш да продолжите да дојдеш со нас, да. И им кажав дека нас не врзува интерес. Нас исклучително само интерес не врзува. Ама гледај, друго е да знаеш од старт како течат работите, дека тука сме ја и ти од интерес, а не ај брат, ај ние ќе правиме ова, ја те сакам тебе многу и на крај знаеш како завршува. Во бизнисот нема, ова нашо е бизнис. Да. Нема сентименталност во бизнис. Значи ние сме, да, ќе работиме, ќе функционираме, може и да не се здружиме. Јас имам се зарис 14 години работев со него, ние кафе немаме мимо од работа и спиеме заедно. Ама функционирав, додека функционирав. Кога видов дека веќе почна да климаат работите. Да. И секој без секого може. Така е. И ја без него, и он без мене нормално. Има место за работа, има место за се. Моја поентава ми е дека се сведува на интерес. Секој те сака за интерес. Секој те гледа за интерес. Кога ќе заврши интересот, веќе си потрошен. Ништо потрошен, те фрлови, не те се ни јавува ни ништо. Да.
За узврат на тоа, јас луѓе пример што ми се наоѓале во животот, што ми помогнале, а што сум ги изгубил поради други причини, сум им се извинувал, сум гледал да ги вратам до мене, пак затоа што ми било криво, ми Да, помогнале, а сум се понашал идиотски или сум Да, си Не знаел разбираш. дека твоја е вината. Крај крајва јас урастам на улица, јас знам точно што е добро, реално, како човек, што е доблест, нели, да некој кога ти помага, треба да го чуваш, да го гаиш, а Да, не да го лукаш и да не зборам се. Гоце, во интерес на времето, 40 минути веќе траеме, за да им го задржиме вниманието на гледачите. Тука би сакал да завршиме, ако е окей тоа со тебе, ако не ме истапаш сега. Не, Се шалам, се шалам. не. Сакам да ми кажеш за крај што следи, што може да очекуваме од Гоце. Не те прашувам за коцката више, знаеш, Не, ти тоа е кажав, завршена работа. тоа мислам, Тоа е завршена глупо е више да се повторуваш и си го кажал еднаш, тоа е тоа. Го знаеме, така да што да очекуваме од Гоце следно. Па сега во најскоро време спремам некои каверчиња ќе снимам, така македонски, српски нешто. Пошто ја работам и кај српска публика работам многу. Мислам, ја работам кај сите општо, пошто пеам буквално се. Да. И ќе спремам каверчиња некои нови, кафаните ми се тука. Работам кафани, ќе работам и свадби сега, кои ќе завршат постиве, здравје. И функционирам, нели? Стандард, нормално функционирам. Се надевам дека ќе има причина повторно да се видиме. Ако сакате да ви пее Гоце на свадба, јавете ми се мене, сега менаџер ќе Може да. Може да. Така ќе закажеме нешто и ќе со попусче нешто. Да, мора да правиме попуст, без попуст ништо не има. Знаеш како е кога договараат сега? За другите зима 1500, они за 1000 ги свират, ама вика... Ама и за тебе. Да, за тебе деме ќе ви 1200, таман. Да. Тоа е класика му. Така и ние, да. Мора да се снаоѓаме. Мала бара, пуно крокодила. За другите има друга цена, за вас Да. Као демек ова е специјална цена. Да те носам на кафе, може? Или си имаш обавези? Па, може. Може да испиеме едно кафе, ние ќе пиеме едно кафе. Фала ви, драги мои, за вниманието. Стиснете subscribe, лајкнете, шернете обавезно, ќе го заследите Гоце, уште на почетокот ви имам ставено Instagram профил од него, да видите што прави, што работи човекот и поддржете го. Сам да те наградам за овој интервју, да ти поклонам од Алфи Техно Центар, нашите спонзори на овој каркас. Ќе видиш што имаш тука. Мислам дека ќе ти се допадне. Фала многу. И да си жив и здрав, ти посакувам се најдобро, Гоце, у животот. Фала ти. Чао, чао.